Нова американска браунфилд инвестиција од областа на медицинската индустрија во општина Кривогаштани, најави лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Ќе бидат инвестирани 8 милиони евра, а ќе бидат отворени 300 нови работни места за граѓаните од оваа општина и од Пелагонискиот регион. Има најава, односно веќе донесена одлука и купена опрема за отворање на нова фабрика во делот на медицинската индустрија во општината Кривогаштани. Се работи за инвестиција на американски инвеститори, кои што веќе изнајдоа браунфилд објект, значи постоечки објект, го реновираат и адаптираат, ги прибавуваат потребните дозволи, ја набавија опремата и очекувањата се дека најдосна за 2 месеци од сега, можеби и порано, но најдосна за 2 месеци од сега ќе започнат со работа и ќе вработат околу 300 луѓе, 300 директни вработувања. Според Груевски, бројот на странските инвестиции ќе беше многу поголем доколку немаше политичка криза, но и покрај тоа напорите на владините институции во однос на привлекувањето на странски инвестиции се уште даваат ефект. Потенцираше дека со двете неодамна објавени инвестиции ќе бидат вработени вкупно 850 луѓе. Груевски, кој беше во посета на општина Јорче Петров, изјави дека во завршна фаза е изградбата и поставувањето на канализацијска мрежа во населените места Стопански двор, Волково и Кисела Јабука, за што се инвестирани 2 милиони евра. Остануваат уште 22,4 километри, со што ќе биде комплетирана мрежа од 60 километри. Во Кисела Јабука, во Волково и во Стопански двор. 1.400.000 евра веќе се инвестираа во канализација меѓу 2009 и 2013. Сега се инвестираат уште 560.000 евра и со тоа се завршува целиот проект за канализација. Освен за некои нови насови што се изградиле сега во 6 месеци, кои дополнително после ќе се направат. Во однос на улиците, 5 поголеми улици со краци, вкупно 32 улици, се во тек на градба. И до јуни ќе ги завршиш. Нив ги прави Македонија пат. Дополнителни 3 улици, овие 30 улици се од поплавите оштетени. Дополнителни 3 улици што граѓаните ги бара при нашите посети тука. Тендерот е во завршна фаза и би требало веројатно наредниот месец да почне градба во мај. Во овој дел од општината се реконструираат и 5 улици кои сериозно беа оштетени во поплавите и кои ќе бидат завршени во јуни. А во општина Јорче Петров ќе се реконструираат дополнителни 3 улици преку буџетот на Министерството за транспорт и врски, инвестиција од 15 милиони денари.